Од денеска стапува во сила законот за амнестија, од понеделник затворите ќе почнат со дистрибуција на досиеата на осудени лица до судовите кои им ги изрекле затворските казни. Од управата за извршување на санкции велат дека се подготвени за доставување на сите решенија што ги ослободуваат осудените лица од казната. Законот за амнестија беше донесен на 15 јануари, со кој покрај амнестирањето на околу 800 затвореници се предвидува и намалување на казната за 30% на 3097 осудени лица. На овој начин, според владата која го предложи законот, ќе се заштедат буџетски средства кои би се искористиле за подобрување на условите во казнено-поправните домови. Според законот нема да има групно пуштање на сите затвореници, туку секој затвореник ќе ја напушта келијата откако ќе го добие решението за амнестија од судот. Во најголемиот затвор во државата Идризово, од вкупно 1754 затвореници, со новиот закон за амнестија ќе бидат опфатени 1438 лица, од кои 621 се македонци, 569 се албанци, 257 роми, 26 срби и од други националности. Основниот суд Скопје 1 формирал совети кои треба да утврдат дали одредени осудени лица за кои е надлежен овој суд ги исполнуваат условите од законот за амнестија, вели претседателот на судот Иван Џолев. Тој рече дека до судот денеска од затворите стигнале помеѓу 50 и 100 вакви барања, а дека со актот за амнестија треба да бидат опфатени 1500 осуденици за кои кривичниот суд во Скопје треба да одговори. Од оваа бројка 500 треба да добијат целосна, а останатите 1000 делумна амнестија. Сепак со ова законско решение амнестија не е предвидена за лицата кои се осудени за убиство, кривични дела против изборите и гласањето, силување и педофилија, како и кривични дела против државата, сосорничко здржување и кривични дела против човештвото и меѓународното право.